Сакале да информираме пред се струмичката јавност и македонската јавност, како и да демантираме одредени шпекулации кои што се јавија по македонските медиуми. Значи, Струмица ја зафати силно невреме, некаде од 12 часот на полнок се до 12:35 со обилни дождови, големи грмотевици и силен ветар, каде што предизвика поплавување на одредени делови од градот и населените места во општина Струмица и Струмичкиот регион. Во 15 за 1 лично бе веќе присутен во местноста Суфилар, на мостот пред затворот, каде што од големи наслаги самиот мост беше запушен и имаше опасност за поплавување на одредени домови. Штабот беше свикан веќе во 1 часот после полнок, во 1:10 булдожерот со камионот и вомата на комуналец беа веќе присутни на терен, така да јавните комунални предпријатија со помош на приватните фирми за кои што изразуваме голема благодарност, уште рано наутро од 1:10, 1:15 се веќе на терен и навистина помогнаа во многу да се спречат одредени катастрофи или нанесување на штети на материјални добра на граѓаните. Вистината за поплавите е следната. Значи, градот Струмица има одредени наслаги од земја, но нема поплавени домови, заради тоа што се редовно чистат атмосферските отворени и затворени канали во градот и впрочем и додека траеше бурата и после бурата и денеска овие канали се целосно без вода, кои што покажуваат за силниот проток на вода. Проблемот настана со одливање на реките и речните корита и канали во целата Струмичка котлина, така да последиците врз одредени села во Струмица и врз еден дел од градот Струмица се изразени од поплавување на реките во атарите на село Сушево, во атарите на село Владевци, Василево, Ангелци, односно општина Василево, каде што на дојдени го поплавија прво село Добријци и дојдоа до 1% од 5% во територијата на градот Струмица, каде што се работи за поплавување пред се на улици и урбана инфраструктура, а после тоа и на одредени дворови во одредени куќи. Сум информиран дека исто така имаме поплавување на одредени населени места на територијата на Босилово, како општина на територијата на општина Ново село. Кај нас најголеми штети се нанесени врз плодните површини на земјоделското подрачје, буквално цело Струмичко поле плива во вода, а во дворовите и во одредени куќи имаме во селата Добрејци, во селата Градско Балдовци, Сачево, Муртино, каде што буквално е се слиено со Моноспитски канал. Интервенциите уште синоќа се присутни, значи благодарение на интервенциите и на приватните фирми, но морам да кажем и на граѓаните. Во одредени села се навистина одличен пример, каде што се изработуваат и полнат вреки со песок, камиони организирани од општината ги доставуваат овие вреки и прават трапови. Во моментот, значи немаме некое загрозување на одредени имоти, она кое што значи во моментот подготовка, значи подготовка за наредниот период кој што доаѓа, веќе денеска попладне или во касните вечерни часови се очекува повторување на невремето, а почвата навистина е опиена целосно од вода и веруваме дека ако има вакво невреме како синоќа, последиците ќе бидат уште поголеми. Во тој степен се целосно подигнати штабските служби, кои што во координација со Центарот за управување со кризи, заедно ги правиме подготовките за она кое што значи најава за нови количини на дожд. Морам да кажем дека приоритетите секогаш при реагирање се во заштита на човечките животи, каде што синоќа во 1 часот првата интервенција беше на еден возрастен човек од преку 80 години, кој што представува и хендикипирано лице, односно немобилно лице. Директно таму имавме интервенција, за да после тоа ги заштитиме материјалните добро, значи домовите на куќите, по приоритет после се дворовите на куќите, па следуваат нивите на граѓаните, па после и комуналната и урбана инфраструктура. Така да мислам дека се преземени сите неопходни мерки. Струмица веќе месеци наназад е исправена пред големи катастрофи, како што беа пожарите, пред неколку години повторно поплави, така да функционалноста на службите за превенција и на службите за интервенција при случај на вакви катастрофи се веќе докажени и јас сум задоволен од нивната реакција. Уште еднаш навистина се заблагодарувам на соработката на Центарот за управување со кризи, на јавното комунално предпријатие, на сите приватни фирми кои што учествуваа во целата оваа акција од рано наутро до се уште траат, а секако најголема благодарност на граѓаните за помошта која што ја пружат околу нивните дворови, околу нивните мали, заедно со сите солидарно да заштитиме она што значи идни најави за поплави.